Општина Кочани бара стручна анализа за квалитетот на животната средина, односно за загаденоста на отпадните води и воздухот, како и за нивото на бучавост во урбаните средини. За оваа намена планира да потроши околу 250.000 денари, средства што веќе се планирани во општинскиот буџет, а за кои согласност дадоа и членовите на Советот на седницата што се одржа во средината на декември минатата година. Тогаш и градоначалникот Илиев даде образложение за неопходноста од изработка анализата, со оглед што и во јавноста, а и во Советот на општината имаше подолги дискусии околу извештаите за високата загаденост на амбиенталниот воздух. Се со цел да имаме права слика на загадувањето, на вистина колку Кочани е загаден, ние ова година со буџетот предвидовме посебна програма за животна средина, каде што предвидовме средства да направиме испитување, повеќекратни испитувања и на различни локации, се со цел да добиеме на вистина правилна слика колку и како и од што е загаден воздухот во општина Кочани. Според техничката документација во јавниот повик за избор на давател на услугата, со анализата треба да се направат максимум 8 мерења на бучавоста предизвикана од производни и услужни дејности, како и 4 мерења на нивото на бучавост во стамбени и деловни објекти. Исто така треба да се анализираат 14 примероци од отпадни води од производни и индустријски капацитети, а што тие ги испуштаат во канализацијската мрежа и на отворено, односно во речните текови и во другите површински води. Дополнително, со анализата се бара давателот на услугата да обезбеди стручни податоци за присуството на јаглерод диоксид, азотен оксид, сулфуров диоксид и чадни честички од 10 мерни места, каде корисниците за затоплување користат течни и цврсти огревни материи. Исто така од 2 мерни места околу производствени капацитети се бараат податоци за присуство на прашина. Анализата за квалитетот на животната средина треба да го покаже и присуството на PM10 честички на 12 мерни места, со оглед што во изминатиот период токму овие честички беа споменувани како главен проблем за загаденоста на амбиенталниот воздух, а за што извештаите редовно се објавуваат на официјалната веб страница на Министерството за животна средина и просторно планирање. Во моментот тече рокот на тендерската постапка за избор на фирмата што треба да ги направи мерењата и да ја изработи стручната анализа, а договорот што ќе биде склучен со неа ќе се однесува на период од 1 година. Крајниот датум за пријавување на заинтересираните фирми трае до 7 јули. При тоа општина Кочани ќе ги определува периодите кога ќе се земаат примероци за испитување и нема обврска да ги нарача сите предвидени анализи опишани во договорот. Локалната самоуправа на Кочани за прв пат нарачува ваква стручна анализа и се очекува таа да ги даде точните параметри за квалитетот на животната средина и загаденоста на водата и воздухот, пошто ќе можат да се преземаат понатамошни мерки и активности за нивно подобрување.